Бараат да се почитува албанскиот, а го газат македонскиот јазик. Во најновата серија скандали, закани и провокации од Али Ахмети, лидерот на ДУИ уште еднаш ја покажа својата одбивност кон официјалниот јазик на земјава, македонскиот. На денешниот протест пред Уставниот суд, додека внатре траеше седницата за оспорениот закон за јазици, Ахмети реши да зборува исклучиво на албански, без ниту најмала намера да ги уважи македонските медиуми и јавност. За целото негово обраќање не беше обезбеден никаков превод, иако тоа е законска обврска. Новинарите беа сведоци на скандалозниот игнорантски однос на Ахмети, кога одби да прозбори на македонски, официјалниот јазик во Македонија и мајчиниот јазик на околу 80% од населението. Јазикот на државата во која повеќе од 20 години е функционер и од која зема пари. Realizimin e platformës dhe të programit. Faleminderit. Превод без решение. Превод. Портпаролот на партијата Бујар Османи се истрча во одбрана на неговиот лидер и само ги извести новинарите дека во текот на денот ќе добијат транскрипт од неговата изјава. Во однос на функцијата на Груби во партијата, имајќи ги предвид последните одлуки на Стейт департментот. Претседателот Ахмети веќе даде став, така да во текот на денот ќе ги добиете транскриптите од сите тие изјави. Благодарам. Да, и таа изјава. За Груби да ни кажете. Да, имаше изјава господинот Ахмети, ќе добиете транскрипти на македонски јазик. А битно е ова. Ако може вие да кажете. Вака. Ќе добиете транскрипти бидејќи одговори господинот Ахмети пред неколку минути за тоа. Ахмети ретко говори македонски, иако го знае јазикот, но вообичаено кога дава изјава на албански, некои од партиските функционери го преведуваат. Често тоа го правеше Артан Груби, кој пак сега откако се најде на американската црна листа, не присуствуваше на протестот. Останува нејасно дали немаше превод заради отсуството на Груби или затоа што Ахмети намерно сакаше да ги испровоцира македонските новинари.